Слово 19. За телесното бдење и за тоа како треба да се практикува. Предземните владетели луѓето излегуваат или невооружени и без униформа, или со жезол, штит или меч. Голема и неспоредлива е разликата меѓу првите и последните. Првите му се главно роднини или пријатели на царот. Така и кај земните владетели. Ајде и ние да погледнеме како се јавуваме кај Бога и Царот Небесен на вечерните, дневните и ноќните служби и молитви. Некои на вечерното бдење ги пружаат рацете на молитва како луѓе духовни и слободни од секоја земна грижа. Други тогаш излегуваат пред Бога со пеење. Некои повеќе се трудат во читањето, а други според немоќта храбро се борат со сонот со помош на ракоделието. Најпосле, некои размислувајќи непрестајно за смртта сакаат да стекнат умиление. Од сите тие подвижници само бдењето на првите и на последните е во полната смисла на зборот боголюбиво. Вторите го вршат она што на монасите им е вообичаено пропишано. Останатите одат по најлошиот пат, иако Бог ги прима и цени даровите според расположението и способноста на човекот кој што принесува. Будното око го исчистува умот, а предолгото спиење ја отапува душата. Будниот монах е непријател на блудот, а поспаниот другар на тој демон. Бдењето е слабење на похотата, избавување од нечистите соништа, очи полни со солзи, разнежето срце, чувар на помислите, топилница на храната, скротилиште на злите духови, мачилиште на јазикот, изгонување на нечистите мечтања. Будниот монах е ловец на помислите, зашто во ноќната тишина може без мака да ги забележи и фати. Штом ќе се огласи трубата за молитва, боголюбивиот монах вели: прекрасно, слава му на Бога. А мрзливиот лелека: уф, леле! Поставувањето на трпезата ги открива поклониците на стомакот, а подвигот на молитвата боголюбивите. Првите скокаат од радост штом ќе догледаат трпезата, а вторите стануваат тажни. Причина за заборавот е долгото спиење, а бдењето го одржува сеќавањето. Земјоделците собираат богатство на гумното и точејќи ги каците, а монасите на вечерните и ноќните служби и подвизи на умот. Долгото спиење е лош другар. На мрзливите луѓе им одзема половина живот, ако не и повеќе. Лошиот монах е буден кога се разговара, а штом ќе настапи време за молитва, очите сами му се затвораат. Мрзливиот монах е добар во многоговорливост, а штом не му ќе му дојде редот да чита, од сон не може ни око да отвори. На последната труба ќе воскреснуваат мртвите, а на почетокот од празнословието ќе се расонуваат поспаните. Тиранинот на спиењето е лош пријател за нас. Кога сме сити, тој си оди, а кога сме гладни и жедни од пост, силно не напаѓа и за време на молитвата не поттикнува да се фатиме за ракоделие. Тој поинаку не е во состојба да им ја уништи молитвата на тие што бдеат. Овој демон прв им се прикрадува на почетниците во борбата, за во самиот почеток на подвигот да ги направи мрзливи или да ги подготви за доаѓањето на демонот на блудот. Се додека не се ослободиме од тоа, не треба да ги напуштиме молитвите в црква. Ние често не заспиваме и од срам. Кучето му е непријател на зајакот, а демонот на славолюбието му е непријател на сонот. Продавачот ја пресметува својата добивка на крајот од денот, а подвижникот на крајот од богослужењето. Биди внимателен по молитвата и ќе ги видиш победените толпи демони како се обидуваат да не прободат со непристојни мечтања токму во тој миг. Затоа седи и внимавај, па ќе ги видиш оние што имаат обичај да ги ограбуваат душевните првини. Се случува и во сонот да ги слушаме зборовите на псалмите, со оглед на навиката постојано да мислиме во духот на псалтирот. Но се случува и тие стихови демоните да ги уфрлаат во нашата фантазија за да се погордееме. Да зборувам за третата состојба не сакав,
но некој ме принуди. Душата која што постојано размислува за Словото Господово. Псалм 1, стих 2. Обично и на сон го прави истото. Второто е награда за првото, заради изгонувањето на злите духови и на нечистите мечтања. 19 степен. Оној кој него го постигнал, ја примил светлината во своето срце.